Дали може да ни направите еден скен на политичката и општествената состојба во Република Македонија во овој период? Прво би започнал и би зборел како обичен граѓанин на Република Северна Македонија сега. Навистина, сето ова што се случува последно време, освен што се секојдневни, не по еден, по некој ден има и по два и по три скандали, ја би рекол огромно разочарување. Ова го велам како граѓанин, ако 2016 година сите ние, на секој на свој начин се боревме против еден режим, меѓутоа имавме надеж. Имавме надеж дека ќе има избори, ќе има промени, ќе има освежување во политичката сцена, ќе дојде живот, ќе има правда, со тоа ќе има и мир. Денеска ја констатирам дека надежда е убиена. Не случајно дека и бројот на луѓе кои што бегаат од Македонија, ако ги споредите со 2015-16, значи ако се спореди со еден режим кога бегаа многу луѓе, не им се седеше веќе во Македонија, сега тој број на луѓе кои што бегаат е 2 пати, 3 пати поголема, бидејќи и на крајот на тунелот не се гледа светло, за жал. Како политичка партија, како генерален секретар на Алијансата на албанците, нормално мораме да интензивно работиме на терен, барем ние таргетираме повеќе албанци, иако во нашата партија веќе се зачленуваат и македонци, полно турци, роми, имаме сега цели ограноци на други партии кои се сакаат да соработуваат и да бидат дел од Алијансата за албанците. На кои партии дали? Ја не би сакал да имам конфликт со партии, меѓутоа партиите и на турците и на ромите знаат дека голем број на подограноци нивни веќе се спојуваат кон Алијансата за албанците, веќе и во председателските избори работеа заедно со нас. Имаме и македонци полно членови кои што јас се надевам дека од септември ќе почнеме и со нивни имиња, групи на луѓе кои што мислат дека сепак овде ние како група на луѓе кои што промовираме една политика албанска партија претежно, последните 4-5 години успеавме за 4-5 години од мала партија, не понижуваа, да станеме прва албанска партија по некои анкети, ајде да речеме втора албанска партија, меѓутоа тука сме со Дуи, некогаш во некои анкети е Дуи напред, во некои анкети ние сме пред нив, така да се надевам, ја не гледам во македонскиот блок, очекувањата беа огромни искрено од СДСМ. Ја отворено го кажувам дека 1 јуни 2017 година, кога станав министер на новата реформска влада, јас му верував на господинот Заев. Искрено го велам тоа дека му верував и очекувањата беа огромни, како што беа очекувањата на огромен број на граѓани. Често како индикатор го користам бројот на лекари кои што бегали од одели од Македонија официјално. 2016 на пример отишле од Македонија 180 лекари, 2017 кога се оформи новата реформска влада, опаднате број на 110, значи се врати некако надежта во една група на професионалци во Македонија. И 2018 240, 2019 200 до јуни се отидени, значи таа цифра расте многу повеќе од колку што е порано. Пред неколку дена излео со една колумна, ја напишав и македонски и албански, дека веќе луѓето многу малку веруваат на партиите и мислам дека овој период, барем додека добиеме датум за преговори, на Македонија е потребна една експертска влада. Експертска влада, ова не е политички став на Алијансата на албанците, туку став на граѓанинот Арбен Таравари, лекарот Арбен Таравари, кој што мисли дека кредибилитетот на сите институции, одиме од владата, почнуваме до судството, сега во бомбите на ЛЧК слушаме како Дуи ги местел председателите на судовите и јавните обвинители да се изберат. Политички договори меѓу ВМРО и Дуи. Како ќе им се верува на тие суди, кои што порано или обвинители биле министри, заменици министри, председатели на ограноци на една партија и сега се тие луѓе кои што треба да делат правда. Зошто не му верувате на премиерот Заев? Заради тоа што мислите дека не успеа намерно, ненамерно? Дали мислите дека тој се обидел, но не успеал поради други констелации? Не, ја како човек
повторно мислам дека е можеби тој како поединец е окей. Можеби, ова е повторно хипотетично. Јас му напишав едно писмо после локалните избори, отворено писмо, кое што тој многу емоционално ја доживеа тоа отворено писмо што го напишав, дури лично ми кажа дека тоа е емоционален став, бидејќи изборите ние им помогнавме на ДУИ, воопшто не е. Значи писмото беше, ја кога бев инспириран да го пишам, го пишав и после една недела уште еднаш ја прочитав и после тоа го објавив. Ако го вратите тоа писмо, ако прочитате, ќе видите многу работи кои што се случуваат сега. Ние како политичка партија континуирано му укажувавме дека не функционира. Иако не функционира владата, не функционираат повеќе министерства, нема никакви реформи. Ако одите во здравството, се политиките на Тодоров, само што не е Тодоров, туку е друг човек. Советник на овој министер е Тодоров. Ако одите во образование, пете, нека ми каже еден граѓанин во Македонија, кога се случило за време на Груевски два пати да бидат одземени ингеренции на еден градоначалник. Нели, господинот Заев сам бил градоначалник, ја не се сеќавам нешто да имал толкави пречки во функционирањето. Ја не можам да сфатам зошто што му толку пречи Алијансата за албанците или Фета Алими, случајот на Фета Алими. Значи, човекот кој што му помогна на еден пратеник да се спаси, да му го спаси животот, е единствениот од 27 април кој што е во затвор. Тие што отвараа врати, што организираа, некои во Будимпешта, некои внатре, некои уживаат, некои по море, а човекот кој што дал клучеви, потоа паднале тие клучеви, се во затвор. Ние тоа го доживуваме не само ние како политичка партија, повеќе луѓе го доживуваат како политички реваншизам. Само тие луѓе што соработуваат со една партија која што не поддржува, не дека не ги поддржуваме, во сите процеси кај што било битно и Преспанскиот договор, и промените, уставните промени, и референдумот. Значи, немало некаква обструкција конкретно од Алијансата за албанците да пречи некој битен процес на владата, се со цел да добие политички поени од тоа. И несфатливо е за нас од каде таква негативна енергија по секоја цена една албанска политичка партија која е преполна со интелектуалци, како ниедна до сега, да се по секоја цена да се пречи, да не функционира, да се блокира. Например, општина Гостива нема добиено ни еден проект во владата на Република Македонија за 2 години. Нели, парите кои што одат во буџетот се пари на граѓаните. Што е грешката на граѓаните на Гостивар кои што мислеле дека градоначалникот во Гостивар треба да се смени 2017 година? Нели, ние како граѓани плаќаме даноци како сите други граѓани и тие пари треба да се вратат како инвестиции баш за тие што ги плаќаат даноците. Ја, например, во Гостивар изгубив во 3-4 села. Во тие 3-4 села кај што изгубив највише инвестирам, бидејќи мислам дека треба да ги убедам дека не сум против нив, иако така мислеле, дека нивното убедување може да се смени кога ќе видат дека позитивно се однесувам и се обидувам да бидам подеднак ист за сите жители на општина Гостивар. Така требаше да постапи и господинот Заев. Ја мислам дека имаше разговор со вас. Да, имаше една шанса со чистката, со метлата, ако ми дозволите. Ја се надевав дека измеѓу тие два круга, кога спектакуларно ВМРО се врати, значи заедно со ДУИ за 3-4 илјади гласа победи господинот Пендаровски. Ја велам победи господинот Пендаровски, меѓутоа изгуби СДСМ објективно. Ја се надевав дека стварно ќе има некаква, веќе е убеден премиерот дека треба да направи сериозни чекори и после тоа се случи тие промени. Ја можам да речам дека министерот за финансии по моје убедување беше еден од најдобрите луѓе во владата, толку колку што бевија 3,5 месеци. Тој се смени, се направи одредени импровизации, директори отидоа само тие што беа од партијата на Весел Мемети, друго ништо од ДУИ, не знам, еден или двајца се сменија. Меѓутоа не гледаме сериозни промени, ниту реформи, никаде нема никаква, и ова што се случува со специјалното јавно обвинителство, што беше надеж за сите нас, веќе таа институција мислам дека е комплетно девалвирана.
Како понатаму, затоа велам, можеби најдобро е во еден период да се стават експерти, кои што има добри намери за државата, барем овој период, една година. Кој би ги избрал тие експерти? Како би се поставиле тие експерти? Па има повеќе, не мора, и партиите може да ги предложат, меѓутоа ние, Македонија е толкава држава, милиони и пол луѓе сме тука, ги знаеме, постојат луѓе кои што критични се кон сите власти. Дали мислите дека има доволно време да претпоставиме дека некој во естаблишментот ќе се согласи на оваа иницијатива, која би овозможила да се формира експертска влада? Дали, колку мислите дека има Македонија политички, општествен, интелектуален и експертски капацитет да формира нешто толку брзо, колку што е потребно да се направи една експертска влада, а потоа да се добие нели во пресред на добивањето на датум за преговори, за почеток на преговори со Европската унија? Дали мислите дека има време за такво нешто да се? Ако сме искрени и сме добронамерни кон иднината на Република Северна Македонија, мислам дека лидерите на 5, 6, 7, 8 партии нека седнат и може да се договори тоа, ако не за еден месец, за 2 месеци. Мицкоски не сака да чуе за формат на лидерски средби од поголемо од 4. Видете, според моите информации, па постојат работни групи на СДСМ и ВМРО, тоа беше и оправдувањето на господинот Мицковски, дека кога работат експертските групи на ВМРО и СДСМ за новиот закон за избори, работат за регистрација на популација, за пописот, работат работни групи за друго што беше за јавното обвинителство, од каде потреба да се видат лидерите кога работните групи на двете партии функционираат редовно се гледа. Мислите дека тој формат е пак Ја мислам дека многу подобро е. ВМРО-ДПМН би сакало да види закон за јавно обвинителство во кое навистина ќе се осуди. Јас искрено не верувам, меѓутоа би требало да има и во тие работни групи да бидат вклучени повеќе луѓе, не мора да бидат само на две партии. Не велам се албански, македонски, турски, било какви, меѓутоа може да се вклучат и надворешни експерти. Не мора исклучиво само да бидат членови на партии, меѓутоа како и да е. Ја не знам како ние октомври ќе излеземе пред Европска унија после сите овие случувања и ќе кажеме дека ни треба датум. Значи се случуваат работи кои што стварно се разочарувачки за меѓународниот фактор. Барем толку колку што комуницираме ние, а редовно имаме комуникации со нашите меѓународни пријатели и тие се стварно разочарани до крај. Добро, кога зборуваме за динамиките, не сум сигурен дека може Македонија таква каква што е во овој контекст да формира експертска влада, за која сметате дека е попотребна отколку би била поефикасна отколку оваква политичка влада, но во секој случај би сакал да ја вратам малку назад. Зошто мислите дека премиерот Заев има такво однесување кон вашата партија и кон вашите челници? Искрено не ми е јасно. Ја тоа не го кријам, дека кога влеговме ја му верував на премиерот, мислев дека ќе донесе нешто како што треба. Никогаш не сме имале некој конфликт со него или јас или претседателот на партијата господинот Села. Јас се чудев и во кампањата и во локалните избори, меѓутоа и во претседателските, каква негативна енергија и во некои медиуми, не знам зошто, стварно, дека Зијадин е голем националист, дека опозицијата игнорирање тотално на опозицијските општини. Гостивар е единствена опозицијска урбана општина. И ни еден проект, не знам од каде, стварно не ми е јасно зошто толкави пречки и сопки баш на општините кои што се раководени од Алијансата за албанците. Да не зборам за инспекции, ревизии, супер ревизии, се што е стигнато е пуштено, се со цел да се створи некаква ситуација на страв, на граѓаните, на несигурност. Да не зборам за случките што се случуваа во Советот на општина Гостивар, полиција околу општината. Не сакам да ги зборам, сакам да бидат минато тоа.
Меѓутоа, навистина ме прашавте, прашањето беше зошто, мислите, не знам. Искрено не знам. Ние не знам да нешто сме му пречили или сме му направиле некоја пречка на премиерот, на сегашниот премиер. Дали може би постои некое влијание врз него, некои Апсолутно, информации кои дошле на неговата маса, кои го насочиле да го формира таквото мислење? Ја мислам дека единствено што може да биде мое мислење е влијанието на Дуј, може да грешам. Меѓутоа, ние комунициравме и секогаш тој друго збореше и друго работеше. Значи се случуваше да ни каже дека во Гостивар нема да влијае врз Советот, меѓутоа утредента повторно иста приказна, значи да не влијае. Не беше директно да ни помага. Значи бараа советници имавме кои што бараа да биде релаксирана состојбата, да нема притисоци од политички партии во одлучувањето, например, за буџетот или за програма на вработување. Гостивар е единствена општина која што секоја година има проблеми со донесување на буџет. Иако буџетот го составуваат советничките групи од сите партии и градоначалникот воопшто не учествува во таа расправа. Имаме и јавна расправа за буџет пред граѓаните, одиме и по местните заедници да расправаме што се приоритети. На најтранспарентен начин се обидуваме да ги донесеме и буџетот и сите одлуки во Советот, меѓутоа повторно наидуваме на пречки. Ви велам, освен влијание на Дуј што може, не знам друго што би било причина за такво однесување на премиерот. Дали може би треба да се сретнете со премиерот лично? Јас сум се сретнал и председателот Зијадин Села пред да ми ги одземат втор пат ингеренциите, бидејќи однесовме цела документација до 5-6 амбасади, што се во Македонија повлијателни, да речам, и до премиерот. Јас лично од него побарав, доколку најде време, 5 минути со неговите служби да ги види документите, зошто ни ги одземаат ингеренциите. Го замолив. Ми рече дека ќе ги разгледа и нема да дозволи, и после 2 дена ми ги одзема ингеренциите, што стварно не знам како да објаснам. Францускиот амбасадор беше тука, исто му ги покажавме на повеќе наши пријатели, им покажуваме како се одземени ингеренциите. Ја му предложив дури на премиерот да ги земе за 4 години, да му ги даде на Дуј ингеренциите, пак ќе ги победам во Гостивар. Оти не е до ингеренции, луѓето гледаат што се случува. Гледаат дека по секоја цена е, замислите, 6 пати за година и пол да се сменат директори во училишта. За време на кампања на председателски избори се сменуваат директори. Интервенира и ОПСЕ, и па ги вратија, па повторно одма штом заврши вториот круг, веднаш ги сменија, а тоа беше 5-6 дена пред завршување на школска година. Ги замолив, барем оставете, нека заврши школската година и сменете ги. Тоа е стрес и за учениците. Меѓутоа, продолжуваше таа приказна, така да немам друго што да правам, освен да ги покажам фактите со кои што фактите што ги има. Што мислите да направите во најскора иднина за да можете да обезбедите нормално функционирање на институциите на Видите, ја повторувам и инсистирам дека мора да има комуникација меѓу сите институции, и централна и локална власт. Значи е ненормално јас со премиерот 5 месеци да не комуницираме. Не ја, било кој градоначалник. Значи тоа ни е не дека сакаме или не сакаме, можеби ние не сакаме да комуницираме, меѓутоа тоа ни е обврска, бидејќи граѓаните го избрале и него и мене. И секој друг градоначалник или секој друг кој што има некоја функција во општеството, за доброто на граѓаните мораме да комуницираме, без разлика дали сме од иста политичка партија или од различни. Јас се обидам повторно да комуницирам, повторно зборуваме за доброто на граѓаните во мојата општина, конкретно во нашата општина, во општина Гостивар. Имаме проекти полно, сега имаше Министерството за локална самоуправа околу 70-80 проекти, ни една за Гостивар повторно. Јас повторно нон-стоп ќе инсистирам тоа што ни припаѓа, барем тоа што се солидни, добри проекти да ги добие и општина Гостивар, да не биде дискриминирана, бидејќи повторно и ние, велам, плаќаме даноци како сите други граѓани на Република Северна Македонија. Тоа значи дека овој наш разговор може да го искористите и како повик да се сретнете и да апсолутно, значи јас стојам на располагање, сепак тој е премиер на државата, ја го почитувам.
Така да било кога да смета или јас би побарал, никаков проблем. Не е тука битно јас би отишол, иако јас сум молил барем некој министер да посети некогаш Гостивар. За жал, само за 13 февруари, кога се случи несреќата, беа неколку министри, премиерот во Гостивар, инаку не се случило. Тоа би било убава порака, дека сепак ги почитува без разлика кој е градоначелник сите општини, бидејќи сите ние сме граѓани кои што се под водство на таа влада.